Историски свечен важен момент за Македонија. Со овие зборови во седиштето на НАТО во Брисел, премиерот Зоран Заев на свечена церемонија го доби писмото со информацијата за одлуката земјава да ги почне преговорите за членување во Алијансата. Генералниот секретар Јенс Столтенберг го потпиша документот во име на Алијансата, момент кој предизвика аплауз од првиот ред во кој се наоѓаа министри и други членови на владината делегација. Поканата која беше блокирана 10 години, земјава ја добива по договорот со Грција, кој Столтенберг постојано го повторува како добар пример. Знам дека компромисите се тешки, но верувам дека тоа е добро за регионот, рече тој. Detailed accession talks will now begin to help your country make its final preparations for full membership. Once all your national procedures are completed and all NATO allies have ratified your accession, you will become the 30th member of this alliance, with a seat at our table, with an equal voice in our discussions and an equal vote in our decisions. Премиерот Зоран Заев пак и сега пред генералниот секретар ги повика граѓаните на прослава во сабота. Тоа е историска одлука за еднината на мојата земја и за нашите граѓани. Оваа одлука е признание за нашата посветена работа повеќе од 2 децении. Ова е признание за работата на сите македонски политичари од независноста до денеска. Признание за нашите институции и за сите политички партии. Ова е признание за сите наши граѓани, за целото граѓанско општество и за сите останати кои трпеливо го чекаа овој ден. Бидете уверени дека нашето членство во НАТО уште повеќе ќе ја консолидира демократијата во регионот и ќе ја зголеми стабилноста и безбедноста и ќе служи како позитивен пример за Западен Балкан. Тој се заблагодари на премиерите на Грција и на Бугарија, Алексис Ципрас и Бојко Борисов, за делењето, како што рече, заедничка визија за регионот. Попладневната церемонија се одржа по неколку пати одложување поради сериозните разговори на други теми на земјите членки на Алијансата, па и македонската делегација и новинарите беа во постојано очекување кога таа ќе се одржи. Македонија всушност и веднаш ќе почне со работа поврзана со пристапниот процес. Денес е ден за славење, наредниот период ќе имате многу работа, најави самиот генерален секретар. Според брифинзите во Брисел, уште месецов тим на НАТО ќе пристигне во Македонија за да ги води преговорите за пристапување. Но покрај техничкиот дел рече се не поминува изјава на политичар во Брисел во која не се напоменува дека сега се е на граѓаните на Македонија да одлучат на референдум, ако поминат уставните измени од договорот со Грција, тогаш Северна Македонија ќе стане членка на НАТО. Воспротивно не, како што рече и самиот Столтенберг. Заев пак и од тука се заминува оптимист со пораката дека верува оти граѓаните ќе знаеле што да направат. Македонската владина делегација од Брисел заминува позитивно расположена, но пред државата постојат уште многу предизвици за таа навистина да стане членка на НАТО. Најголеми од нив се референдумот и уставните измени. Ова е всушност и вториот ден од дводневниот самит на НАТО. Светските лидери заминаа пред пладнева, новинарите во полната сала постојано ги следа нивните изјави во живо или пак на големите видеообимови. Неголемо внимание предизвика пресконференцијата на американскиот претседател Доналд Трамп, на која немаше ниту едно слободно столче во салата. Трамп, кој одговараше на многу прашања поврзани со различни теми, доби едно за Македонија, за руското влијание, но не одговори наведувајќи дека нема да ги откриеле нивните идни чекори.